Почитувани дами и господа, почитувани генерали, шеф на канцеларијата на НАТО, ваши екселенции, представници на Министерството за одбрана, на армијата, меѓутоа и представници и на други државни институции. Навистина ми е привилегија и задоволство денеска на Денот на НАТО да имам шанса да присуствувам на еден ваков невообичаен за наши прилики настан. НАТО Алијансата е најмоćниот воено-политички сојуз на денешницата и на Денот на НАТО добро е да се подсетиме на моторот на оваа алијанса, а тоа е колективната одбрана и безбедност, но можеби уште повеќе на вредностите кои што се вградени во темелите на Евроатланската алијанса. А тоа се индивидуалните слободи, демократијата, човековите права и владењето на правото. Вредности кои во нашата држава знаеме колку се важни и колку се скапи. Овие вредности за нас не се само зборови на хартија. Тие го отсликуваат западниот развиен свет кон кој се стремевме речиси 3 децении. Тоа е свет во кој секоја единка и секоја индивидуа е важна. Секоја индивидуа е слободна, безбедна и заштитена. Тоа е светот кон кој нашата држава тежнееше речиси 3 децении. И тоа е целта на која бевме посветени, но и целта која што не обединуваше сите овие години. Свет кој долги години беше желба, меѓутоа сега станува реалност. Минатата година на ова исто место, по истиот повод, одбележување на Денот на НАТО, организиравме трибина под наслов НАТО и ти. И на таа трибина, меѓу останатите дискусии, јас ја имав привилегијата да кажам дека еве, земјата наша се менува. Дека повеќе нема бегање од дебата, од дискусија. Дека критиките не се доживуваат како напад, туку како дел од демократската дебата. Дека транспарентноста и отвореноста се начин на кој размислуваме и работиме. Но реков исто така и дека токму поради оваа нова реалност во нашата држава стануваме поамбициозни и дека од сојузниците на самитот во Брисел ќе ја побараме нивната поддршка за конечно да ја добиеме заслужената покана за членство. Од оваа перспектива можеби е добро да застанеме и да се подсетиме каде бевме на овој ден пред 12 месеци и да помислиме дека ова беа 12 месеци одбележани со сериозна реформа и сериозни чекори за промена на статус квото. Минатата година го одбележавме 4 април, Денот на НАТО, не само заради тоа што верувавме во вредностите на Алијансата, туку и заради тоа што имавме јасна цел и ние да бидеме дел од неа. Денеска е подобро, денеска е поинаку. Денеска овој ден е и наш ден, како земја поканета да стане членка на НАТО Алијансата. Денеска сме горди затоа што и нашата татковина седи на масата на Алијансата заедно со сите сојузници. А во очекуваме брзо време ќе има можност и да носи одлуки кои што ќе влијаат на глобалната сигурност и глобалната безбедност и мирот во светот. Денеска на НАТО денот вистинската честитка не ни доаѓа ниту од Брисел, ниту пак најголемата честитка ја правиме овде во Скопје. Денеска двете најубави честитки ги добивме од Полска и од Словачка. И сакам да искористам оваа прилика на двете наши пријателски земји да им се заблагодарам за оваа вистински поздрав на Денот на НАТО. Имено Полскиот Сейм денеска го изгласа протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО и Словачкиот парламент во исто време со огромно мнозинство исто така даде поддршка. Одиме на вистина чекор по чекор до нашата цел да станеме полноправна членка на НАТО. На вистина настаните се менуваат со филмска брзина. Вчера заедно со некои овде присутни колеги бевме присутни во владата на дипломатскиот разговор на кој што беа присутни повеќе амбасадори и непосредно предходно добив едно прашање од новинарите, од медиумите, колку уште ратификации очекувате. И како што кажав и вчера,
ние најавите не ги броиме, но многу добро ги броиме ратификациите. И практично секој ден покажуваме дека нашата поддршка не била на зборови, туку дека нашата поддршка се потврдува на дела. Токму на оваа музејска изложба која што ја организираме денес, сите заедно можеме да ги видиме документите кои ја променија нашата сегашност, а уште повеќе нашата иднина. Договорот за пријателство со Бугарија, договорот од Преспа, поканата за почеток на пристапни разговори со НАТО од 12 јули 2018 година, подпишаниот протокол за пристапување во НАТО од 6 февруари 2019 година и документите од првото наше учество на министерски состанок на Северноатлантската алијанса од 13 февруари оваа година. Заедно со одликувањата на нашите војници и офицери, во музејската поставка се поставени одликувања доделени на воениот и на државниот врв за постигнатите успеси и придонесот за демократијата и мирот, кои немаше да бидат можни ако и ние не покажевме способност за промени. Токму таа способност за промени е тема на денешната дискусија. НАТО алијансата слави 70 години и смета дека вистинскиот успех се должи на тоа што се прилагодувале на времето и што носеле одлуки кои позитивно влијаеле на иднината. Токму поради тоа и ние велиме дека нашата држава ја менувавме, нашата држава минуваше низ реформи, меѓу другото за да биде подготвена да стане членка на НАТО, членка на еден подобар, развиен свет. Дозволете ми на самиот крај да кажам дека многу набрзо, како 30-та земја членка на НАТО, Северна Македонија уште сега сакаше да ја следи традицијата на Алијансата, воспоставена со издавањето на првите марки на НАТО во 1952 година од страна на Португалија и Соединетите Американски држави. Денеска официјално ја промовираме и поштенската марка издадена од страна на нашата пошти, благодарност за соработката, а по повод 70 годишнината од основањето на Алијансата. Во изложбата ќе можете да видите и како поштенските марки на НАТО се издавани во текот на сите овие години. Го одбележуваме 4 април, верувајќи во уште помирно, побезбедно и попросперитетно утре за сите нас. Гледајќи низ историјата, низ многу вакви поставки, се подсетуваме каде бевме и каде успеавме да стигнеме заедно, со многу труд, со многу работа, со многу одрекувања и честопати болни компромиси. Следниот 4 април на ова место немам дилеми дека заедно со овие важни документи ќе стои последниот печат, а тоа ќе биде документот со кој ние ќе се потврдиме како 30-та членка на најмоćниот воено-политички сојуз. Да ни е со среќа и да ни е со успех и оваа следна година.